Раководството на крилото на Алијанса за албанците, предводено од Таравари, за 1 час во седиштето во Тетово ќе го почне состанокот на кој што се очекува да се потврди одлуката за излегување од владата. Таму Игор Манасиевски во живо го имаме во вестите. Игор, се чини веќе нема враќање назад откако ова одлука ја најави и самиот Таравари синоќа. Што ќе се случува денеска таму? Така, Борче, не се очекуваат некакви изненадувања, официјално само се чека да се формализира она што веќе беше најавено, а тоа е формално да се донесе и одлука за излегување од владата на овој состанок што е закажан за почетокот во 19 часот. Практично една од главните теми на која што ќе се разговара е токму излегувањето од владата. Според изјавите на Таравари, Алијанса за албанците се одлучила на ваков чекор, како што вели тој, за да се врати посилна за време на локалните избори, а понатаму и на централно ниво. Она што е известно од досегашните изјави и од досегашниот тек е дека Алијанса за албанците на престојните локални избори ќе оди со свој советнички листи. Но останува нејасно, останува и после состанокот да прашаме и да разјасниме дали ќе добиеме одговор на тоа прашање, дали Алијанса за албанците, односно Таравари, планираат понатаму да кандидираат заеднички кандидати за градоначалници заедно со ДУИ, дали ќе им дадат евентуална подршка во вториот круг на локалните избори, каква ќе биде тука пресметката, математиката, сето тоа останува нејасно, ќе се обидеме да добиеме одговори по состанокот на тие изјави што се најавени, а ова со оглед на тоа што самиот Таравари во една изјава своја вели дека подобро е да има 5 градоначалници отколку 2 министри. Останува да се види и уште една нејаснотија е тоа дали целото крило ќе остане компактно и дали ќе остане да не се обединето и дали ќе останат за Таравари. Таа математика, таа пресметка ќе се чека понатаму да се види. Имено има 5 пратеници, дали ќе имат пратеничка група. Останува води сите анализи за досегашниот тек, предлагам да ги прогледнеме од прилогот на Ивана Стојановска. Одлуката за излегување на Алијанса за албанците од владата е веќе известна. Се очекува само нејзино официјализирање на средбата помеѓу Мицкоски и Таравари која треба да се случи деновиве. Во меѓувреме Таравари во изјава од Врапчиште порача дека не сакале да бидат марионети во владата и упати низа критики кон нејзиното работење. Qeveria disi u hup në rrugën drejt bashkimit evropian. Situata në administratën shtetërore fatkeqësisht e shifni ka një marginalizim të jashtëzakonshëm dhe tendenca që shqiptarët të marginalizohen dhe Aleanca për shqiptarët ka vendosur që nesër, se mbas nesër, në organet partijake të vendosën me dignitet kur kretë vrapojnë për ty në qeveri, ne jemi mësut dalim prej qeverie për të kthyer më fuqishëm, sidomos në pushtetin lokal e mandej edhe në pushtetin qendror. Duam kur jemi në qeveri mos jemi kukë. Повеќе известната одлука на Таравари за напуштање на владината коалиција, од ДУИ обвинуваат дека владата целосно се претвора во моноетничка и бараат да се приспита легитимитетот на политичките представници во неа на предвремени парламентарни избори. Од вреди возвраќаат дека тие се легитимни представници на албанските гласачи во владата, која има доволно мнозинство за исполнување на ветените проекти, а единствените избори кои ќе се одржат на есен ќе бидат локалните. Свесни сме за политичката игра на ДУИ, која од жет за моќ и страф од правда се стреми кон пржинска влада, но тоа е невозможно и никогаш нема да се случи. За нас е необјасниво зошто Арбен Таравари стана дел од оваа игра на Али Ахмети, за да се спаси себе си и своето семејство, наведуваат од вреди. Дека обвинувањата за моноетничка влада се неосновани, сметаат и од движењето Знам. Еден политички субјект од 4 кои партиципираа со вреди заменува. Остануваат 3 партии, сега здружени во единствен политички субјект вреди и ова влада е се, само не моноетничка. Премиерот Мицкоски уште вчера му посака среќа на Таравари надвор од владината коалиција, порачувајќи му дека не очекувал, оти ќе се врати во прегратките на Ахмети. Кој ќе седне во ресорот здравство останува непознато, но од вреди сметаат дека местото им припаѓа ним и најавуваат дека ќе предложат најдобри кандидати за испразнетите функционерски места, што сега ги држи крилото на Алијанса предводено од Таравари. Непознато останува и како ќе действуваат нивните 5 пратеници во парламентот, но засега ја отфрлаат можноста за приклучување кон Европскиот фронт.
Така, она што е се поизвестно е дека Таравари на состанокот ќе побара од министрите, од замениците министри, од директорите да поднесат да ги депонираат своите оставки и со тоа практично да го покажат единството во оваа партија. Ние останува да го следиме состанокот најавен за почеток во 19 часот и ќе известиме во следното издание за исходот од денешниот состанок. Така Игор Манасиевски во живо од Тетово околу излегувањето на крилото на Алијанса на Таравари од власта. Ти благодарам.